Не постои човек на светот кој не знае да медитира. Медитацијата е најприродната состојба на човекот и затоа таа му одговара на секого. Користа од медитацијата, од редовната медитација е бескрајна. Од аспект на биологија па се до аспект од психологија. Медитацијата представува баланс на телото, на умот и на духот. Редовната медитација донесува подобра концентрација, смиреност и фокусиран ум. Го намалува нивото на стресот и на анксиозност, а ја зголемува животната енергија и ги потенцира позитивните емоции. За редовно медитирање потребни се 6 важни ставки. Првата е временска рамка. Тоа значи да си одредиш своја временска рамка за медитирање. Почни со 5 минути, но буквално тоа нека биде 5 минути во текот на секој ден. 5 минути веднаш поминуваат, но многу е важно тоа да биде редовно. Така ги уриваш сите ментални бариери кои те кочат да промениш нешто во својот живот. Колку и да ти се чини дека немаш време, колку и да ти се чини дека ти е напорен денот, верувај, имаш 5 минути само за себе. Ако ти е полесно, нави го и својот аларм. За 3 недели постепено зголемувај го времето. Не постои идеално време колку треба да трае една медитација. Тоа е индивидуална преференција, но оптимално се зема тоа да е повеќе од 10 минути па нагоре. Периодот на денот во кој се медитира исто така се одбира според индивидуалните преференции. Но тука постои една мала сугестија, дека наутро, веднаш по будењето, е идеалното време за медитирање. Тогаш е најсилната животна енергија. Всушност тоа е најсилниот енергетски период за медитирање, бидејќи така се наштелуваш како ќе изгледа твојот ден и во кој правец тој ќе оди. Но сепак, најважно е што тебе ти одговара. Втората ставка е да имаш свое мирно место. Важно е да имаш свое мирно место каде ќе можеш да се осамиш, каде ќе можеш да се смириш, да имаш време само за себе. За почеток тоа нека биде место каде нема да треба многу да се подготвуваш, каде ќе можеш веднаш да ја ставиш својата перница за медитација или каде ќе можеш веднаш да седнеш на својата омилена фотелја или столица. Не се препорачува тоа да биде твојот кревет во кој спиеш. Зошто на почеток е важно да биде место за кое не треба да се подготвуваш посебно? Исто така за отстранување на менталните блокади по процесите на промените. Односно, помали шанси
за откажување од редовното медитирање. Третата ставка е удобна положба на телото. Тоа подразбира седечка положба со рамна кичма, но без напрегање, без оптоварување. Очите затворени, јазикот лесно наслонет на горниот дел од непцето, вилицата опуштена, рамењата спуштени. Ако седиш, стопалата цврсто наслонети на подот. Дланките нежно положени на колената или на бутините, зависи како седиш. Не се препорачува лежечки да се медитира, освен при некои здравствени предизвици или преголема исцрпеност. Четврта ставка. Свесност за замките на егото. Секогаш имаш свесност дека нашето его никако не сака промени. Не ја сака ни онаа најмалата. И веднаш ќе направи се да те одврати од било која промена. Од било што ја нарушува секојдневната рутина во твоето секојдневие. Тука секако спаѓа медитирањето. Затоа, освен со свесност, вооружај се и со трпение и со прифаќање. Замките може да бидат многубројни. Најчести се мрзоволност, поспаност, главоболка, немир, болки во телото, чешање, зевање, нервоза, желба за одлагање, желба за откажување. Издржи. Издржи и само продолжи во текот на секој ден да одвоиш време за медитирање. Верувај ми дека ова ќе ти биде најдобрата одлука во животот. Пета ставка. Фокус на дишење. Не е потребно кога ќе седнеш во медитација да се мачиш со прашањата што сега треба да правам, дали правилно правам, како се треба да изгледа, што да очекувам. Едноставно само ставај го својот фокус на своето свесно дишење. Свесно вдиши на нос и свесно издиши на уста 3 круга едно по друго. А потоа продолжи со свесно дишење на нос бројки до 4 и со свесно издишување на нос бројки до 8 во континуитет од 10 круга. Ова е загарантираниот начин за брзо отпуштање, фокусирање и смирување. И шестата ставка. Не се грижи за мислите. Илузорно е да очекуваш дека нема да имаш мисли. Дури е можно тие да те напаѓаат, да имаш и премногу мисли. Најважно е да се дистанцираш од нив, да не навлегуваш во нивниот контекст, туку да останеш во позиција на неутрален наблюдувач. Едноставно само да регистрираш дека се појавуваат мислите, но исто така дека тие и си заминуваат. Само прати дека се појавила една мисла, дека таа се заминала и потоа доаѓа
нова мисла. А ти само одново и одново го враќаш фокусот на своето дишење. Не се врзуваш за мислите, она што го правиш е само свесно дишаш. Поврзувањето со своето вистинско јас нема цена. Поврзувањето со својот внатрешен мир нема цена. Потребно е само да останеш на патот на редовноста.